Квалификациите на 5 национални телевизии членки на Македонската медиумска асоциација ММА дека Основниот суд Скопје 2 донел целосно незаконска одлука со која, како што велат тие, пресуди надомесна штета од 100.000 евра за еден телевизија и наложи на Државната изборна комисија ДИК да го објави ценовникот на телевизијата, се тенденциозни, хипотетички и манипулативни. Реагира менаџментот на 1 ТВ по реакцијата што ја објави ММА, а ја презедо неколку други електронски медиуми. Зошто Македонската медиумска асоциација манипулира кога во решението на Основниот суд Скопје 2 никаде не пишува дека на 1 ТВ е пресуден надомесна штета од 100.000 евра, како што тврдат од асоциацијата, туку станува збор за временно решение со кое судот и дозволил на 1 ТВ да се вклучи во политичкото рекламирање поради постоењето на веројатна опасност значително да се отежне на платата на идните побарувања. Во однос на тврдењата дека граѓанскиот суд незаконски влијал на изборниот процес, судот во решението точно објаснил од каде ја црпи својата надлежност да постапува по предлогот поднесен од 1 ТВ и на кои одредби од Законот за парична постапка и од Законот за обезбедување на побарувањата се повикува. Во меѓувреме Државната изборна комисија поднесе жалба до Основниот суд Скопје 2 со која бара укинување на претходно донесеното решение на судот, а усвојување на незината жалба во целост. Барањето ДИК го темели врз основа на, како што пишува во причините за жалбата, судот при носењето на решението сторил суштински повреди на одредбите од парничната постапка и погрешно ја утврдил фактичката состојба, што придонело кон погрешна примена на материјалното право. Со ваквата координирана реакција на ММА сметат од менаџментот на 1 телевизија се врши притисок врз судската власт. Оттаму денеска пак стигна демант во врска со наводите во реакцијата на Македонската медиумска асоциација. Во конкретниот случај станува збор за решение за времена мерка со која се наложува објавување на ценовник на веб страната на Државната изборна комисија, но не и досудување на оштета. Предлагачот за оправдување на времената мерка во постапка по тужба дополнително ќе го докажува износот. Во конкретниот случај судот донел решение кое се уште не е конечно и правосилно. До одлучување пред апелациониот суд Скопје недозволиво е да се напаѓа првостепениот суд и да се изнесуваат констатации и забелешки како во реакцијата на Македонската медиумска асоциација. Поради овие причини, неприфатливо е да не се бираат средства во одбраната на лични ставови и перцепции за законитоста на судските одлуки. 1 ТВ веќе објави дека Управниот суд претходно се прогласи за ненадлежен да постапува по известувањето на Државната изборна комисија, со кое се отстрани ценовникот на 1 ТВ од листата на медиуми и не и беше дозволено платено политичко рекламирање, без при тоа да и се даде правна поука дали и каде може да се жали. При тоа Управниот суд констатира дека ДИК излегла надвор од своите права и овластувања во насока на прифаќање и одобрување или неодобрување на ценовниците веднаш, без разлика дали тие се навремено или ненавремено доставени.